Многу ми е жал што денеска сме собрани. Пред се сакаме да сочувство на семејството за трите недужни животчиња. Пред се на мајката, знам колку е тешко и јас сум мајка, се радувала, поминала низ многу маки, низ инвитро, низ се, за да ги донесе тие три дечиња и на крај така да се заврши. Незината болка никој не може да ја ни да ја осети, ни да ја почувствува, ако човек сам не почувствувал колку е тоа жално, колку е тешко, зашто нема ништо поубаво од фамилија која ќе дочека новороденче, кој ќе го земе у преградка. Само мајчината душа знае колку е тоа убаво, колку е прекрасно да имате детенце у рака. Стварно ми е многу жал. Пред се за дечињата, уште повеќе за мајката. Таа мајка ништо повише нема да ја радува. Јас се прашувам каде е одговорноста на докторите, каде е одговорноста, значи, на директорката, а пред се каде е одговорноста на министерот. Витуваа многу, а што добивме? 3 млади животчиња да одат. Тоа нигде го нема во светот. И на крај кажува ќе викнеме комисија. Каква комисија? Па сегде во нормален свет. Нели сакаме во Европска унија? Ако сакаме во Европска унија, тогаш треба да се однесуваме како европјаните. Министерот треба и директорката подхитно да си поднесат оставка. Не можам јас во животот, ова ми е втор пат вака да треперам после смртта на татко ми. Тоа е нешто нечовечно. Колку што разбрав, децата биле живи и после почнале да умираат едно по едно. Па кај биле докторите? И се правдат на тоа немаме техника. Како немате техника? До вчера како се раѓаа други деца? Значи, нешто затаило. Ако затаило, треба да се најде одговорноста, а не да ја шутка топката наваму натаму. Нека седне на маса, таа докторката, валда и она директорката е човек, валда и она е мајка. Нека се праша како би било нејзе тоа да ги се случи. Тоа е греота, луѓе. Без разлика кој да е, што и да е, Божје чедо е на оваа земјена планета. А ние спрема човечките животи се понашаме како да се никој и ништо. Едноставно, како да се шишиња. Шутни го, скрши го, голема работа. Па не иде тоа така, бе, луѓе. Одговорноста треба министерот да си ја понесе. Секаде во нормален свет министерот треба да каже да, не сум способен, станувам и си одам. А се разбира и со него и директорката стане да си оди. Ако има барем малку честност во нејзе. Пак ќе кажам, дали размислуваат како им е сега моментот на родителите. Пред се на мајката каков е моментот. Па треба душа да носиш. Да знаеш што значи дете. Па детето е нешто најскапоценото на светот. Ми се чини за мајка нема ништо поскапоцено од дете. Едноставно, значи, се собравме спонтано да искажеме дека ни е доста, дека не сакаме само ветувања, него сакаме акции, сакаме работа. Луѓе, доста ни се приказки. Од тоа ти реков, ми рече, доста ни е. Нека станат и нека се ватат за работа. А ќе се работи со добри кадри. Имаме ние кадри, не се кадрите сите шуплјави. Имаме кадри, нека се најдат способни кадри. Нека размислат добро што прават, нека размислат како кој правец оди државата, нека размислат од кој правец ни оди здравството. Во здравството ни требаат стварно здрави луѓе. Луѓе што мислат на пациентите, а не што мислат на други работи. Мене сепак, пак ќе кажам, најмногу ми е жал, значи, за мајката. За децата, а пред се за мајката ми е многу жал. Ова што и се случило нејзе, не дај Боже, утре може на секој од нас да ни се случи. И пак ќе кажам, крајно е време некој да си понесе одговорност. Ако веќе ја бараме Европа, ако веќе ја сакаме Европа, значи дајте да се однесуваме европски. Одговорност од директорката и пред се одговорност од министерот. Доста беше тоа шуткање од еден ќош на друг и на крај никој не одговара. Па се случило, умрел. Како тоа се случило, умрел? Таа жена, валда, доктори ја следеле, ја гледале.
Како напредувала бременоста? Требало да се преземат навреме сите работи. Ја не сум доктор, ама чисто лаички знам дека ако веќе одиш на доктор, докторот треба да ти ја знае цела дијагноза и треба цело време историјата на таа дијагноза да биде со тебе. Пак ќе кажам, греота е. Луѓе сме, треба малку повише да мислиме и на другите, не само на себе, а пред се, пак ќе кажам, треба да мислиме на младите животи. Денеска тие 3 дечиња, утре може би некое друго. До кога? До кога? Крајно е време, значи некој да си ја преземе одговорноста. Да, крив сум, не можам. Човечки е, значи, точно е, се случуваат грешки, ама човечно е и да се признае грешката и да се стане и да се место да се стави на некој што е стварно поспособен. Тоа е тоа. Пак ќе кажам, едноставно многу жалиме за децава, а пред се многу жалам за родителите на децава. Тоа е невидена и ненадокнадлива загуба. Значи нема нешто што зборови нема за тие родители, утеха нема. Да не се лажеме, за таа мајка и за тој татко утеха нема. Што и да кажеме, како и да кажеме, да, ние сочувствуваме, ама нивната болка само они си ја знаат. Пак ќе кажам, многу ми е жал. И на мене, и на сите овие луѓе, значи што се позади мене. Едноставно, многу ни е жал.